Добар ден, благодарам. Почитуван министер, почитувани пратеници, јас не сум член на Комисијата за здравство, меѓутоа, кога го видов предлог амандманот, морав да земам збор, за да ја објасниме на јавноста. Именно вчера пред собрание се најде предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести. Излегува многу информации во јавноста, во кој што прокружи дека во собранието дошле мерките со кои што се предвидува носење на маска, задолжително носење на маска на отворено, со кој се предвидува забрана за групирање на домашни прослави и така натаму, меѓутоа тоа го немаше од предлогот кој што стигна од владата, за денеска да го видиме во облик на амандман кој што е предложен од група пратеници. Сакам на јавноста да е јасно и да ја објаснам за какво лицемерие станува збор, односно да откриеме која е суштината позади амандманот. Именно имам прашање за министерот, ако сака барем за малце. Сакав да ја прашам за Вокочани, господине министер, за прославата во хотелот, ако сакате барем да ми удостоите. Да, ако може, затоа што на 2 октомври вие излеговте за локалните телевизии и рековте дека апелирам до граѓаните уште поревносно да се придржуваат на мерките. Половина час потоа вие отидовте на отварање на хотел во Кочани, во кој што имаше свирка, во кој што настапува Александар и Дац. Дали станува збор за фиктивна светост? Дали не станува збор за хипокризија? Дали токму поради тоа вашите мерки кои што ги најавивте на прес на 8 октомври, забраната за групирање дома, вие немавте лице да ја поднесете како влада и ги терате овде да ги поднесат докторите. На овој начин јас сметам дека се исклучително реномирани доктори и Сашко Николов и колегата Ненад Коцич, меѓутоа владата ве натерала вие да поднесете и вие да подпишете предлог кој што јасно се гледа дека е предлог на владата. Затоа што истиот на прес го објаснува министерот Венко Филипче на 8 октомври, а веднаш после него Оливер Спасовски вели доколку има некаква пријава, мислејќи на пријави од соседи, полицијата ќе треба да делува. За каков предлог станува збор, за каков амандман, ако го имаме во предвид членот 25 од Уставот? Вели, му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот. За какво гарантирање на приватниот личен семеен живот ќе имаме во држава во која соседите ќе следат кој ви доаѓа на гости и ќе ве пријавуваат? Апелирам за разум, апелирам во амандманот кој што сте го предложиле. Барем ставот 3 и 4, особено ставот 3, забрана за групирање во домови на семејни прослави, слави и други собири во групи во одредени периоди од деноноќието, да го измените или да го избришите. Тотално несериозен пристап. Овде гледам дека дури и на реплика на колега пратеник се дополнува амандманот. Како да го следиме дополнувањето од почитуваниот доктор колега Ненад Коцич? Како да го следиме кога се предлага од говорница? Впрочем, и ги имаме истите предлози кои што беа дадени од владата, само сега подпишани од други луѓе. Зошто? Затоа што и треба вашиот кредибилитет. Поради тоа сметам, поради лицемерието, сметам дека владата не се осуди да ги даде овие предлози, затоа што и вие сте свесни дека се противуставни и затоа на овој начин преку предложување на амандмани. Најмалку што е коректно е ставот 3 од предложениот амандман да биде избришан. Затоа што на тој начин го кршите уставното право со кое се гарантира неповредливост на домот министер. Не може, министре, да имаме ситуација во која вие се социализирате, во која вие се дружите, а на сите други граѓани да им забраниме такво однесување. Знам и верувам дека имате добри намери, не велам дека немате добри намери, меѓутоа доблесно е да признаеме и ако сметате дека ова е уставно, барем требало вие да го предложите како влада. Не велам дека не сте ги почитувале мерките, тоа е во ред, меѓутоа малку е проблематично едно да зборуваме, друго да правиме. Уште по-проблематично е овој обид за пиар скренување на вниманието. Цел ден имаме најавување на еден предлог закон, за на крајот да ги видиме предлозите сокриени, односно предложени овде во амандман, во кој што немаме ниту бројка за колкави групи станува збор, нити има на кој начин ќе се врши надзорот. Сметам дека ваков амандман, вака предложен, е панична реакција и треба вие
и како министер и пратениците, или да влезе амандманот да влезе во комисијска расправа и да се видоизмени. Немам забелешки на другите, меѓутоа оној дел во кој што се предвидува контрола во домовите, во кој што министерот за внатрешни работи најавува дека полицијата ќе делува по пријави, во кој што соседите ќе можат да следат кој ви доаѓа дома, кој влегува, кој излегува, сметам дека е полошо од најлошите сценарија. Тотална дистрофија. Затоа сметам дека треба барем да водиме сметка за членот 25 од Уставот и членот 26 од Уставот во кој што е предвидена непредвидливоста на домот. Дистрофија, нефункционална држава во кој луѓето се заробени и нема почитување на човековите права и слободи. Уште еднаш апелирам да го тргнете ставот 3 од амандманот затоа што е неуставен. И да ми одговорите за прославата дали на World Infometer и во престижното списание Lancet дали има примери за некои други министри во светот кои што оделе на такви настани. Ви благодарам.